Почитувани, по труењето со вода и здравствената криза во Гостивар, сега нова криза со епидемија од западно-нилска треска. Сега повторно, како и во Гостивар, здравствените институции на Мицкоски и ВМРО закаснија со реакцијата. Западно-нилската треска не е нова болест. Комарците не се појавија вчера. Климатските услови не се појавија вчера, а ризикот од вектор преносливи болести не е непознат. Новата криза со епидемија од западно-нилска треска потврди дека власта на Мицкоски задоцнето реагира. Нема капацитет да превенира и да го заштити здравието на граѓаните, туку реагира дури откако кризата ќе ескалира. Ова веќе е прашање на владина неспособност и институционална неодговорност. Не функционира системот за превенција, заштита и контрола на вектор преносливи болести. Имаме 26 регистрирани случаи со западно-нилска треска, 24 потврдени, 1 починат и 5 пациенти на механичка вентилација. И наместо владата да даде одговор како дошло до оваа зараза, зошто не се презеле мерки, јавноста повторно добива уверување дека институциите преземаат мерки. Зошто досега не беа преземени? Каде беше владата пред епидемијата? Зошто не се превземени превентивни мерки? Или власта повторно чекаше заразата да се прошири за да почне да реагира? Никој не кажува дали воопшто е направен навремен мониторинг на популацијата на комарци и присуство на западно-нилскиот вирус. Не станува овде збор само за прскање од комарци, туку за сериозни здравствени мерки и системска интервенција. Државата има институции за здравство, ветеринарство, животна средина и управување со кризи. Потребен беше само функционален систем што ќе ги поврзе сите овие институции пред да дојде до епидемија. Систем кој Мицкоски не знае да го воспостави. Институтот за јавно здравје има систем за надзор. Општините имаат обврски за дезинсекција. Граѓаните веќе знаат, оваа влада реагира реактивно кога проблемот ќе ескалира, кога веќе има пациенти и заразени. Тоа е кризно гасење пожар и задоцнета реакција. Зошто се прогласи епидемија само во неколку општини, а не во целиот град? Како ќе се прави разграничувањето кога Скопје е поврзан град? Никој од власта не кажува дали е спроведен ентомолошки мониторинг, тестирањето на комарците, дали има национална карта на ризик. Дали е направена мапа на местата за размножување, мониторинг на густината на комарците. Дали е направена проценка на ефектот од прскањето и поврзувањето на здравствените, климатските и ветеринарните податоци. Ништо од ова не се знае во јавност. Ако овие механизми не функционираат интегрирано, тогаш државата не управува со епидемијата, туку само реагира на незините последици. Доста беше играње со здравието на граѓаните. СДСМ бара веднаш формирање национален оперативен штаб со јасна одговорност. Национална ГИС-карта на епидемијата и ризикот. Интензивен ентомолошки надзор. Тестирање на комарци за западно-нилски вирус. Мапирање и уништување на местата за размножување. Интегрирана контрола на векторите. Јавен дневен извештај за состојбата и проценка на ризикот во целата држава. Справување со епидемијата не е прскање против комарци и пресконференција. Мора да има силен системски одговор со сет на мерки и активности. Државата мора да го заштити здравието на граѓаните.